А Сдруженијето на македонците во Република Грција Виножито, во соработка со Европскиот и Грчкиот комитет за помалку употребуваните јазици, до крајот од овој месец ќе издаде буквар на македонски јазик во оваа наша соседна земја. Од Виножито очекуваат дека во иднина за оваа намена финансиски средства ќе издвои Грчкото министерство за образование. Сашо Неловски јавува. Факт е дека денес во Грција македонците можат слободно да комуницираат на својот мајчин јазик, но сепак тоа е лимитирано право. Заради тоа Виножито во соработка со Европскиот и Грчкиот комитет за помалку употребуваните јазици до крајот на месецов ќе издаде буквар на македонски јазик. Ова денеска го рече членот на председателството на Виножито Павле Воскополус, кој учествуваше на состанокот на Комитетот за превод и јазични прашања, кој се одржа во рамките на 9-та Охридска ПЕН конференција. Ова наша иницијатива на некој начин ќе им помогне на грчката влада да настапи похрабро кога станува збор признавањето на македонскиот јазик во Грција како и на другите јазици. Впрочем, спрема наша проценка и спрема нашите мислење, овај буквар би требало да се впечати не од нас, туку од Министерството за образование на Грција и полека да се вклучи во образовниот систем. На состанокот на Комитетот за превод и јазични прашања стана збор и за јазичните права во Македонија, но и во другите земји во регионот. Земјите што ќе влегуваат во Европска унија ќе мораат да ги почитуваат сите оние закони што важат за Европа. Што значи ќе мора да се отворат кон малцинствата. Во Македонија не може да биде моно јазична заедница, значи не може само македонскиот да биде единствениот јазик, но не може да биде ниту билингвална, тоа значи само македонскиот и албанскиот. Во Македонија постои цело богатство на културни и јазични заедници. Со промоцијата на најновиот број на